Почитувани граѓани и почитувани медиуми, секојдневно на виделина излегуваат потврди дека ДПМН не е ништо друго освен криминална партија која действува на штета на граѓаните и на штета на државата. Европската канцеларија за борба против измама, ОЛАФ, отвори случај за проект од 2015 година, вреден 660.000 евра, за софтвер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во тој случај нотирани се низа неправилности, а на државата ОЛАФ и препорачала да ги врати парите. Во тој период владата е предводена од ДПМН и премиерот Никола Груевски, а меѓу неговите советници бил и денешниот шеф на ДПМН Христијан Мицкоски. ДПМН е почитувани и поединци од таа партија и од таа влада, освен што краделе од граѓаните, за што има и правосилни судски пресуди, тие преневерувале и пари од европските фондови. Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, до обвинителство е доставен конкретен предмет по кој обвинителството треба да постапи. Низ отворена судска постапка, виновниците треба да се лоцираат и санкционираат, а ДПМН е да ги врати проневерените пари. Со вакви случаи се нарушува и угледот на државата, која во последните години стана лидер по искористеност на средствата од ИПАРД во целиот регион, и сето тоа поради успешните политики на владата и институциите предводени од СДСМ. ДПМН не може никогаш да се амнестира од 11-годишното криминално владење и одговорност за тоа мора да има. Ви благодарам.